Се враќаме во студиото, како што најавивме, Александар Србиновски, колега новинар. Србиновски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, добар ден. Ви благодарам за можноста и секогаш е пријатно се гостува во вашето студио. Учествувавте во едно истражување кое потоа е префрлено во публикација, трендови во кријумчарењето на оружје од конфликтот во Украина. Еве како за еден генерален влез во разговорот, можете ли да ни кажете зашто се работи, што се состои ова истражување? Станува збор за теренско истражување на организацијата за која што работам. Се вика Глобална иницијатива против транснационалниот организиран криминал, поприлично долго име. Станува збор за истражување на можноста оружјето од конфликтните зони да се прелее во Европа. Она што ни беше фокус во нашето истражување, кое што траеше во текот на 2023 година, беше да се провери дали криминалните рути во регионот, конкретно за Балканот, низ Балканската рута, се способни и имаат капацитет да кријумчарат големи количини на нелегално оружје, дали цените на црниот пазар на оружјето се разменени или раздвижени во периодот додека трае војната во Украина. На овој почеток исто сакам да напоменам дека она што успеавме да заклучиме е дека за среќа нашиот регион на Западен Балкан и поширокиот регион на Балкан се уште директно не е вклучен во трговијата со нелегално оружје од Украина и кон Украина, но за жал несигурноста, безбедносните размрнувања и така натаму ги подигнале цените на црното оружје распространето во регионот, тука вклучувајќи ја нашата држава. Истражувајќи ја темава, имавме благоречено над 100 спроведени интервјуа во Украина, на конфликтните зони, борбените зони, во Источна Европа, во државите кои што граничат практично со завојуваните две страни, во Централна Европа, Северна Европа и така натаму, и тука вклучувајќи ги и нашиот регион. Станува збор за интервјуа со академски представници, со истражувачки новинари, интервјуа дури со луѓе од црната страна на како тоа да го кажам, на диапазонот на настаните. Материјалот беше сублимиран, анализиран и публикуван, така да во тој процес колку импакт створивме, говорат и бројните публикации кои што се само, мислам, 3-4 дена е во етер публикацијата. Веќе не пренесува најголем дел од скоро сите светски медиуми, тука не исклучувајќи ги македонските. Да, можете ли да ми кажете еве главните поенти кои се од истражувањето, што произлезе од тоа? Главните поенти се следниве. Иако до сега не постоја криминални кланови или криминални организирани транснационални групи кои што се бават единствено со шверц на трговија со оружје, сега очигледно поради стравовите од конфликтите во Украина, но верувам дека тука своји импликации имаат и останатите конфликти близу Европа, предизвика да се формираат вакви тела кои што профитираат од ваков бизнис. Рутите, низ кои што некогаш или се уште се шверцуваат луѓе, дроги и сите останати нелегални комодитети, сега се користат за шверц на оружје. Интересно е да се напомени и да се види една од главните заклучоци дека оружјето кое што потекнува од овие простори, односно од поранешна некогашна Југославија, ценовно е далеку пониско од секаде во светот. Припаѓа на тој некогашен источен блок, советски блок на оружје, но далеку поквалитетно и едноставно за одржување, со што и тражењето на пазарот е поголемо. Нашето оружје, условно кажано, од фабриките на некогашна Југославија, свое место сега го наоѓа на пазарите во, говорам, нелегални нормално пазари, во скандинавските држави, кои што важат за мирни држави, кои што важат за држави без конфликт, се шверцува и надвор од Европа, се шверцува на Блискиот исток, во Африка, дури во Јужна Америка. Така да, еден обемен диапазон да сватиме колку сме ние големи во тој простор. Поентите се исто така дека нашите институции за водење на ред и мир под нашите се мислени или на балканските, водат силна и тешка битка за да го се справат со овој проблем,
досега се успешни, во смисла не заживуваат влијанието на овие криминалци, за разлика од некои други црни бизниси. Интересно е да се напомене дека споредбено со конфликтот од Југославија, велам за сите војни од Југославија со оние во Украина, за сега немаме докази истовремено дека оружје излага од конфликтните зони, што е еден смирувачки тон дека научените лекции од некогашните војни на Балканот сега се применуваат од меѓународната заедница во Украина. Дополнително Да, може ли да се задржиме за овој дел за да појасниме за гледачите, тоа сакави да ве прашам, кога зборуваме за криумчарење на оружје кое е поврзано со конфликтот во Украина, за какви рути зборуваме, од каде до каде се криумчари? Кои се тие главните канали? За што зборуваме? Конкретно анализирајќи ја нашата публикација, мислам анализирајќи ги податоците во нашата публикација, ние изготвивме инфографици и мапи во кои што еве, например, би го објаснил делот кој што го зафаќа Балканот, конкретно не со Украина. Имаме регистрирани заплени на оружје, имаме податоци од каде што некој оружје потекне и како тоа се движи наоѓајќи го својот пазар. Сите индикации кои што до сега ги веќе се објавени во оваа публикација велат дека оружјето запленато од локалните полиции или она што се уште не количини на оружје не успеле да бидат запленети, меѓутоа се проценети за нелегални, веќе својот пат го наоѓаат во Западна Европа. Единствен тренд некој што е релативно нов, конкретно за Балканот во изминатите 2-3 години и повеќе, е дека постои присуство на нов вид на убојни средства. Тука станува збор за сигнални пиштоли или алармни пиштоли, кои што локалните криминалци ги увезуваат најчесто од Азија или од Турција и така натаму, стигаат до нашата територија, ги преработуваат да бидат убиствени орудија и потоа со нив се извршуваат криминални деликти, а за жал тие оружја многу тешко може да им се влезе во траг, бидејќи не поседуваат идентификациони некои детали сега. Немаат сериски броеви, да. И според тоа е идеално нешто што кога станува збор па за Украина и за конфликтот во Украина, оружјето кое што барем имаме се некои одредени индикации дека постојат заплени, е шверц внатре во конфликтот. Ние имаме дури фотографии на убојни орудија, тука не говорејќи за тенкови, оклопни возила и така натаму, него говорам за лично вооружување, како од еден до друг регион во завојуваните области се продава, дури има една фотографија на стара бабичка која што продава топовски гранати. Така да во нејзиниот двор. Сега тоа говори за количината и квантитетот на оружје кој што е таму присутно. Среќа во овој момент се уште е потребно на фронтовите, па нема потреба да се препрода. Имаме ли такви парадоксални случаи какви што имаше, да речеме, во војните во поранешна Југославија, каде што завојуваните страни си продава оружје едни на други? Имаше такви моменти? Не знам, во Украина дали има регистрирано? Апсолутно. Поентата во сето е што многу тешко може на терен да се истражува. Она на кое што ние се фокусиравме во нашите анализи се интервјуа со луѓе кои што се очевидци, бидејќи малку е ризично да испратиме наш репортер баш на фронтовите, а тоа не се места каде што класичните новинари присуствуваат, него тоа се буквално фронталните линии. Постои криминалот секогаш, криминалните групи секогаш подобро соработуваат едни со други отколку што државите се во конфликт. Така да, за жал, живо е на терен, сега да не навлегувам во бројки, меѓутоа е значајен моментум во целите овие состојби, но пак повторувам, искуството на меѓународната заедница со војните на Балканот е веќе големо, имаат искуство и во околните случаи, така да менталитетот на русите и на украинците е сличен до некаде на словенските држави на Балканот. И под тие искуства и научени лекции се раководи превенирањето на овој проблем. Значи, вие, колку што јас разбрав, велите дека немате забележано трендови дека оружјето кое се користи во Украина потоа се излегува од Украина или се шверцува на други пазари. Што е, да речеме позитивно во целата работа? Најголемата грижа или ризик на државите кои што во овие моменти од разбирливи причини донираат оружје во руско-украинскиот конфликт е
дали и тоа истото што веќе доаѓа од буџетот на нивните плаќачи на данок, веќе на негативен црн тренд ќе им се врати назад во државата, после не знам, известно време кога ќе заврши конфликтот. И почнувајќи од тоа ни беше иницијатор да провериме дали безбедноста на европските земји, кои што се долж границите, е всушност се уште цврста. За жал, испадна дека Украина не е единствениот како да кажам, проширувач на негативност во безбедноста. Тоа испадна дека, например, има голема степен и ниво на порозност на границите во државите кои што се во Европска унија граничат со Украина, така да криминалните групи очигледно и таму го нашле својот простор. Ние до таму идевме што беше извршено и истражување на Darknet, да провериме дали постојат механизми каде што ова оружје се продава и на интернет или на нелегални начини. Исклучително обемно истражување со специјализирани луѓе кои што се бават со оваа тематика. Успеавме за среќа да стигнеме до заклучок дека она што е присутно како купувачи наводни продавачи на оружје всушност се полициски служби и организации на државите во светот, така да интернетот за сега е мртов. Во суштина не постои дигитален начин како некој би сакал и би можел да нарача некаква криминална сделка на оружје од боиштата кон Европа или пак од Балканот кон Европа. Претпоставам дека проблем би било во однос на, како што вие велите, оружјето во Украина не е толку на малокалибарското или на личното оружје, туку на оние софистицирани системи кои се дадени на Украина, но кои користат и руските сили, се разбира, противвоздушни предсе, противоклопни системи, кои се преносливи системи, кои доколку паднат во раце на криминалци или уште полошо на терористи, би било навистина голем проблем. Апсолутно. Проблемот е што огромни количини на оружје, велам, ова е по своји димензии, конфликтната линија е 1000 и нешто километри. По своите димензии, по човечките жртви, по штетите нанесени и на двете страни од конфликтот, не може да се спореди со ниедно воено случување кое што се случило во Европа, освен, можеби, Втората светска војна, дури ни југословенските војни не се ни приближни. По самото тоа и квантитетот на орудија и начини на оружени системи кои што се употребуваат се исто така сосема нова територија со која што се справува светот. Јас сум сигурен дека дури по завршеток на конфликтот во долги декади ќе биде сериозен проблем. Институциите на Украина од оваа гледна точка, дури можеби и на Русија, воопшто не се спремни да се справат со можните предизвици од тероризмот. Се уште говориме за еден регион кој што е многу ранлив на секакви влијанија. Она, за жал, што е некоја лекција која што ја нема во оваа публикација, но сме ја среќавале во некои други трудови и публикации кои што сме ги работеле. Луѓето кои што стануваат ветерани во овие случувања, потоа наоѓаат и своја употребна вредност во криминални структури и организации. Тоа, за жал, може најдобро да се осети и од Балканските војни, каде што професионални војници веќе своите борбени вештини ги употребуваат справувајќи се со ривали од криминални кланови. Вакви слични евиденции, вакви слични моментуми се видливи во Србија, во Црна Гора, Албанија и така натаму во државите кои што имаат во овие моменти повисоко ниво на криминалитет интернационален од оние во Македонија. Да, тоа е еден од моментите, се разбира дека сите ние сакаме што побрзо војната да заврши, но потоа доаѓаат тие главоболки, еден од нив е таа демобилизација, каде што тие стотици илјади луѓе одеднаш се наоѓаат како без работа, безкорисни во општеството, дел од нив наоѓаат и влез и во криминалот, но уште еден проблем е она што го вие велите остатоците од тоа оружје, па само знаеме дека во конфликтите кои во историјата се случувале, имаме огромен проблем, да речеме, со деминирањето. Абсолютно. Каде што и од војните од поранешна Југославија, но ако се вратиме и на Виетнамската војна, се уште не се деминирани некои региони, а Украина, како што велите, по квантитетот
е нешто што се нема случајно од Втората светска војна, таму ќе биде огромен проблем. Дополнително и ние говориме, веќе не говориме за две судрени страни или две сили кои што се сиромашни или просечни во своја степен на вооружување. Ние говориме за Русија од едната страна или за руски поддржуваните бунтовници кои што се во Украина, како и да се напомене, за Вагнер, за воена приватна компанија која што војува со супер модерни оружја, и од другата страна украинските сили, па дури и тука некои баталјони кои што не функционираат во граници на законот, употребуваат и домашно, но и западно оружје кое што е супер модерно. Интересен факт кој што се поврза со конфликтот, баш вчера вечерта имаше некоја информација на канали на Телеграм дека над Црното море е срушен супермодерен дрон, Global Hawk, мислам дека се вика, кој што вреди над 100 и нешто милиони долари. Тоа вели дека капацитетот е навистина голем за некој да сруши дрон кој што се смета во овој моментот за врвот на борбената технологија во смисла на стелт летови, спроведување на воздушни мисии и така натаму. Говориме за летало кое што има artificial intelligence. И тоа исто така е дополнителен ризик. Тие употребни средства да се најдат во раце на некој кој што едноставно сака само да дестабилизира регион, да дестабилизира одредена држава ради политички цели. Криминалците не толку имаат голем импакт, меѓутоа терористите главниот фокус на нивните делувања. Тоа замислете што би се случило во рацете на еден терорист на Блискиот Исток, доколку поседува таков модерен борбен систем. И затоа се надевам, и нашата публикација е само една од неколку кои што ќе продолжат, се надевам, во иднина, која што ќе вршиме не притисок, колку реална помош на согледување на предизвиците и на ризиците кои што произлегуваат од вакви сработи, да ги мотивираме државите да спроведат механизми, притисоци и активности за да се маргинализира штетата од тие случувања. Да, кога сме веќе полека се префрливме на конфликтот во Украина сам по себе, како гледате на овие случувања, докаде е според вас конфликтот, во каква фаза е, можеме ли да очекуваме нешто поинаку во блиска иднина, дали тоа значи помрднување на силите, на фронтот, можеби некакви мировни преговори, некаква завршница, или не гледате такво нешто на хоризонтот? Како што напомнав, многу е тешко во овој момент да се изврши некоја реална прогноза и да се предвидат можните чекори на двете завојувани страни. Она што е евидентно сепак е дека борбените операции се помалку успешни и на руската страна, меѓутоа и Украина се фокусира на повеќе на одбрана на својата борбена линија долж конфликтните зони. Ние скоро имавме и мировна конференција која што барем наведом ги даде некои декларативни одредби како би се вршала репарацијата на уништената Украина. Имаше некоја општа заложба за примирие и закупување на секирите. Од другата страна, не имавме еден неуспешен обид, каде што едни слични мировни преговори на самиот почеток на конфликтот беа дистанцирани од меѓународните фактори кои што ја поддржуваат Украина. А тие мировни преговори беа иницирани од Русија. Поентата ми е дека она што може да се примети засега, нема да, барем во моментов, многу е тешко да се очекува некое посебно раздвижување на фронтовите. На југот се уште има гранатирање на одредени украински градови кои што очигледно влегуваат во синопсисот на борбено руско делување, меѓутоа без успех. Факт на теренот е дека украинската војска е веќе сериозно вооружена со ракетни системи, кои што има и неколку успешни своји напади со кои што нанесоа и тешки штети на борбената морнарица на Русија, што до известно време беше мит, така да верувам дека состојбите може да останат на ваков терен каков што се. Мислам дека има подготвеност и од судејќи според изјавите на Путин докаде што се сега случувањата, тука да се воведе мировна линија, мировна граница и конфликтот да се заврши. Тоа е на некој начин понудата која, да речеме, Путин ја кажа,
она што се смета дека се руски територии да се останат руски и потоа да се влезе во преговори, што се разбира е неприфатливо за Украина, тие тоа го отфрлија. Ја спомнавте мировната конференција во Швајцарија, но на таа конференција па не учествуваше Русија и прашање колку навистина тоа практично и изводливо. беше мировна конференција или повеќе еден декларативна заложба на... Но ние требаме да ги имаме в предвид и низа на неколку други геополитички случувања кои што се индиректно поврзани, не може би директно со украинската војна. Наскоро имаме избор за почеток на изборна трка на председателска во САД, во каде што барем според досега најавите во медиумите се очекува нагла промена на правецот на политичко делување на САД, кој што е еден од најсилните, ако не и најсилен, и борбен и финансиски поддржувач на Украина. Тоа дополнително би ги влошило позициите на страната која што е нападната или врз чија територија се врши агресија. Дополнително можноста за избивање на сосема нов конфликт во далечна Азија помеѓу Кина и Тајван дополнително ги размрдува фокусите на светската заедница, дека токму сите финансии би зависеле и би биле само насочени кон Украина. За жал, чувството на емпатија и на сочувство со украинскиот народ е силно, особено во државите од кои што ние потекнуваме, не говорејќи само за Македонија, туку и за останатите од Балканот, бидејќи секоја агресија во сопствена територија, барем во еден момент некоја држава од поранешна Југославија има доживеано, а конкретно и од македонски моментум на случувањата, конфликтот кога беше во 2001 година, за жал, споредувајќи ги пријателските релации и на Русија и на Украина кон Македонија, единствената од тие две држава која што практично воено и безбедносно ни помогна беше Украина, со можноста ние да набавиме од нив оружени системи, летала, хеликоптери и така натаму и така натаму. Според тоа, се уште е неизвестно што ќе се случи. Мировните конференции до овој момент се уште символични. Јас би почекал уште неколку месеци да се види што ќе се случува политички, геополитички во светот и во овие нови констелации каде што веќе има своевиден баланс на моќта во светот. Веќе, за жал, Западот не е единственото место кое што продуцира своје влијание и сила. Само во едни такви околности ние ќе можеме да знаеме што се случува за Украина. За жал, би било многу незгодно и непријатно и покрај ваквиот гупиток на територија и големите жртви кои што ги доживеа украинскиот народ, сега западните партнери во некоја точка да ги остават без финансии или без вооружување. Во политиката се е возможно и во овој момент е многу тешко да се Да, видовме дека нешто такво слично се случи со почетокот на конфликтот во Газа, каде што веднаш се сврте вниманието на меѓународната заедница, особено на Соединетите Американски држави и Украина со месеци беше оставена без средства. Кога зборуваме за Балканскиот регион, некои се изненадија кои ја прочитаа веста дека Србија извезла муниција во вредност од 800 милиони евра, која на крајот преку трети земји завршила во Украина. Тоа и го призна српскиот претседател Вучич. Тој вели, ние продаваме на сите што сакаат да купат, не продаваме директно на Украина, дали тоа потоа завршува во Украина, не знаеме, но и да завршува, српски интерес е да се продава. Ние сме вели пријатели и со Србија, и со Русија, и со Украина. Некои се изненадија која го бидејќи традиционално Србија важи како за близок пријател на Русија, тие се единствени кои не воведоа санкции кон Русија, но од друга страна излегува дека српскиот претседател е прилично прагматичен. Па видите, бизнисот во кој што државите произведуваат и продаваат вооружување многу регулиран. Не постои механизам во кој што една држава може своеволно од своја рака да продаде оружје некому без при тоа да се почитуваат билатерални и мултилатерални договори и така натаму. Начинот на кој што тоа оружје се употребува и како тоа функционира и си го наоѓа своето место е буквално пазарна логика. Србија, воедно и таа не е единствената држава која што врши продажба на оружје и на двете страни на завојуваниот конфликт, на завојаните во конкретен конфликт, но и во другиот Балканот има полно. Хрватска е присутна, Босна и Херцеговина, Бугарија и така натаму, односно сите држави кои што имаат се уште жива наменска војна индустрија. За жал, јас би рекол,
Иако можеби морално е проблематична состојбата, нашата земја во овој момент не може да профитира од безбедносните случувања, иако со распадот на Југославија на територијата на Македонија има 20-на, грубо кажано, предпријатија кои потоа се формираат, кои што се бават со производство на борбена технологија. Денеска тоа е многу минимизирано, многу маргинализирано, нема никаков ефект. Земји поразвиени од нас во овој поглед е логично дека ќе се обидат својот продукт да го практикуваат. Тоа не е спротивно никаков меѓународен закон, доколку е тогаш се сериозни консеквенции кон државата, но кон индивидуите кои што е предвода државата. Ова конкретно случувањата со Србија се јавно познати, меѓутоа добија на динамика неодамна, бидејќи виден магазин и медиум ја публикуваше таа тематика. Нешто слично, но во далеку побезбедна и посериозна формулација функционира и со останатите држави од бивша Југославија, кои што се уште имаат активни борбени капацитети. Тие сега делуваат и ја вршат продажбата во склоп на чатарот на НАТО и сите можни состојби кои што ги регулира алијансата, така да според мене лично тоа не е ништо спорно, него едноставно само начин да се искористи и да се заработи, да се полни буџетот од една своја индустрија исто. Јас сум на гледна точка дека доколку мојата држава би произведувала оружје, тоа многу подобро би го полнила буџетот него, например, субвенциите за раноградинарски производи во Македонија или слично. Тоа со должна почит кон земјоделците, меѓутоа не постои начин на споредба на приходот од продажба на оружјето со земјоделските производи. Да, се работи за чиста економска логика, буџет, развој на држава и така натаму, како што кажавме, прагматичност, а не емоции. Апсолутно. Србиновски, ви благодарам за овој разговор. Вие не предпоставам, туку сум сигурен, продолжувате да работите на тематиката, штом ќе имаме нешто ново, повторно ќе направиме пресек. Со задоволство, ми беше навистина драго да присуствувам во вашето студио и секогаш интересен разговор со вакав влијателен медиум. Благодарам уште еднаш. Одиме сега со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина.